Веќе 10 години имаме проблем со загадување. Се уште немате точна информација, причина, кој загадува и како би се решил проблемот со загадувањето. Бидејќи често пати имаме информации и расправи, а тоа завршува само со една политичка дебата. Па токму и вашето прашање е вистинскиот одговор. Воздухот во градот Скопје и во останатите градови на Република Македонија веќе со децении можеме да кажеме е загаден и неквалитетен и веќе крајно време е да се тргнеме од партиските рамки и заеднички ја повикуваме и позицијата да донесеме заеднички заклучоци, кои што заклучоци ќе бидат обврзувачки за сите, пак ќе повторам, државни институции и конечно да почнеме да го решаваме проблемот со амбиентниот воздух во Република Македонија. Дали се може да се лоцира проблемот, која е причината за загадување, што во Охрид има и во Кичево? Проблемот е комплексен, ги имаме дефинирано одредени извори на загадување и во заклучоците од што ги спомнав од минатата година. Тие заклучоци за жал не наидоа на алармантност кај државните институции, не предизвика одредена активност со страна на државните институции. Затоа ние уште еднаш апелираме да оваа точка на дневен ред се стави на утрешната седница како прва точка, да дискутираме, да се вклучи стручната јавност и мислам дека ќе дојдеме до заеднички соодветни заклучоци за доброто на сите граѓани на Република Македонија. Може ли по-конкретно, господин Адамов, кои се тие што сте ги детектирали? Значи, со ставање на прва точка на дневен ред на утрешната седница, ние ќе излеземе со нашите предлог заклучоци и ќе бараме поддршка од позицијата.